Здраво бистови, како сте? Добро дојдете во моето ново видео. Денеска бистови, погодете што гледаме. Гледаме 10 работи кои можда не сте ги знаеле за мене или не сте ги знаеле за мене, како сакате кажете. Имам направено едно такво видео во влогмасот што беше, стварно за жал не го довршивме пошто едноставно не бев спремен за таков чекор, не бев организиран да речем однапред и тука се изглупирав и зезнав со таа работа што не беше организирано однапред, требаше однапред да си ги спремам видеата и све да си биде организирано, така ама ја бев глуп и не се сетив на тоа. Така да сега одиме со 10 работи што не сте ги знаеле за мене. Мислам дека најголемиот дел од овие работи не сте ги знаеле, освен тие што ме познавате од многу блиску као Јана, ако ме знаите, ме знаите пошто Јана ми е сестра и таа мислам дека ги знаите овие барем 8 или 9 од овие работи мора да знаите Јана, мада и сите да ги знаите, али тоа е тоа. Можеме почнеме или не можеме. Лайк, subscribe, share, комент, пишете во коментари како ви се допаѓаат моите видеа, мојата содржина и буквално све што гледате од мене, дали сум добар, дали да продолжам вака или да се откажам. Добро, вистови. Ако ставите лайк, ако ставите subscribe, ако коментиравте, можеме да се префрлиме на видеото. 10 работи кои не сте ги знаеле за мене. Као што гледате пак лист тука, ја ќе си ги читам овие 10 работи кои не сте ги знаеле за мене и вие се чудите или пак речите, знаев, или пак, ај не лажи. Ама не, ништо дома не е лага. Одиме на првото. Омилено годишно време ми е лето, да. Иако некои омиленото годишно време го поврзуваат со роденденот, во кое годишно време му се паѓа роденденот, има да речеме, ќе си речат, мене ми е роден ден во зима и зима ми е омилено годишно време. Исто е така, мене ми е роден ден во зима на 15 февруари, као што знаете, ама не ми е зима омилено годишно време. Зима е многу ладно и ич не ми се свиѓат. Значи, цели завиткани во палто, во капи, шалови, све што, а виете вака лето, маичка вака, ќе си одмараме, мислам ќе си одмараме, ќе си уживаме по летово. Ако е многу жешко надвор, ќе си се пикниш дома, ќе си се ладиш дома. После приквечер излегај, шетај, уживај си надвор. А едноставно во зима не можеш ни приквечер, ни од сабајле, никогаш да излезиш без палто. А сега во лето си излагаш вака раскомотен, без палто, без ништо, само една куса маичка, куси панталони и тоа е тоа. Одиме на следно, а тоа е, има многу големи нет. Да, значи, мора тоа да биде така, секојаш за све, буквално за све сињатам. Пример, ако ми речеш ти дека е бело, ја ќе речам црно и не одстапам од тоа, мора да биде така. Значи, ако речам дека е црно, црно и толку. Значи, на тоа што ќе го кажам, мора на тоа да си се држам и нема да одстапам никогаш, дури и ако знам дека не сум во право. Замислете, знам дека не сум во право, еве пример ќе речеме, ова е бело ќе ми рече некој. Ја ќе речам не, црно е. А гледаме дека е бело, ама пак ја нема да одстапам од тоа, ќе си речам црно е. Ова, као пример го кажав, нормално дека не сум толку глуп. Така е. Ама да, тоа е со инаетот. Одиме на трето, ја сакам природата и звездите. Да, исто тоа. За наблюдување од звезди тука во Брод нема многу услови. Мислам ако се најде некое место во шума или во природа, али пак и мачките тука се. Добро, шала настрана. Немам опрема за наблюдување на звезди, као да ги сакам да наблюдувам, да истражувам за нив, али немам опрема. Во иднина можда нешто да се деси, да имам опрема и ќе си ги наблюдуваме цветите, можда и на лајвови, на TikTok, на Instagram, на YouTube, ќе си правиме лајвчиња кај што ќе си гледаме звезди. Мислам зошто не. Имам пробувано неколку пати да гледам, да следам метеорски дожд овде, што баш глупа идеја, пошто ништо не се гледаше нормално и улични светилки што се тука одам пред нашата куќа, а низ овој прозор овде сакав да гледам и ништо не испадна. А за природата, да, исто, као што гледате, собирање печурки, шетање во шуми и такви има многу видеа на каналов, така да можете и по тоа да сватите дека јас сакам природата. Одиме на следно, четврто, а тоа е не знам да пливам. Не знам. 18 години имам, не знам да пливам. Браво. Ако појдеме во Охридско езеро, јас скокнам и нема откој имам спаси, ќе судам. Да, ќе си судам во Охридското езеро, не дај Боже, шетам во Охрид покрај Охридско езеро и само си паднам во езерото. Ќе си судам, никој нема да види. Толку. Паника ќе фатам и само почнувам да тонам.
И тоа е тоа. Повеќе да бист го немаат. Че остани неговата сестра, Јана. Таа ќе снимат на каналот после. Добро, значи да бист го немаат ако случајно паднат во Охридско езеро. Така да луѓе, сите што ме познавате, ако ме гледате некој од Охрид, шетам покрај Охридско езеро, ако ме видите, ќе ми речете по улица, зашто рацете пред мене и не гледате ништо. Шетам по улица, мислам покрај Охридско езеро, ако ме видите случајно, речете, брат, тргни се настрана. Значи, немој да си паднал во Охридското езеро, нема после што ја гледаме на YouTube. Добро, шал настрана, не знам да пливам. Да, одиме на следно. Што мислам дека е добро, тоа е не пијам алкохол. Не. Буквално онака имам пробано пиво, дали ракија, имам пробано онака малку на капка, ама на сите обиди сум исповратил не буквално, ама ми се слошило. Така да алкохол не пијам и него ни сакам вич. Најголемо што можам да пијам, мислам од алкохол виното, можда црвеното вино, ама онака малку, баш една чашка, олку вака. И ништо повеќе, можда и помалку. И тоа еднаш во годината, ако не и ниеднаш, еднаш за нова година се напив. И од тогаш не памтам кога пак сум се напил вино, никогаш скоро. Еднаш тогаш беше и тоа е тоа онака, ако сум пробувал случајно по една капка, ама пак алкохол ич не пијам. Имам 18 години како што знаете, ама алкохол не пијам и не ни сакам да пијам, не е. Мислам не нешто баш толку лошо да го речем алкохол, али за мене е гадно. Да, алкохол не можам да пијам уште и не ни планирам да почнам да пијам алкохол, искрено никогаш нема да пијам алкохол. Тоа е тоа за алкохолот. Одиме на следно. Не сакам многу големи гужви. Да, исто избегнувам настани каде што има као да речеме поголеми гужви, поголеми собирања. Секогаш пробувам да избегнувам такви настани, веќе ако мора да се појде на таков настан, нормално ќе појдам, али ако може да се избегне, тоа би го избегнал и секогаш избегнувам големи гужви, затоа не одам по дискотеки, по кафани, по клубови и мислам дека така е подобро. Не сакам многу големи гужви, не ќам места кај што се собираат многу луѓе, едноставно вака сам или два тројца другари или кој да и толку. Не сакам толку големи гужви, не да речеме дека нешто лошо го сметам тоа, ама пак не сакам големи гужви и тоа не ми се свиѓат. Одиме на следно. Сакам физичка активност, да, како што знаете играм фудбал, други спортови не играм толку, али фудбал, трчање, вежбање, тоа да. Други спортови не, али кошарката исто ја сакам, али не играм толку. На школа, на час по спорт понекогаш фаќам баскет онака, ама не сум добар. Да, све промашувам. Кој нема шанси ако го фрлај баскетот, бам! И Кошов ако ти овде, баскетот ќе појде овде. Значи, прецизно право пред обрачот фрлам, ама паѓат надвор. Тоа е тоа, баскет. Знам да фрлам само, а не знам да погодам кош. Одиме на следно, тежок сум 70 кила, да. 70 кила, нема ништо мускули овде, нема така што. Мада, добар е мускулов, добар си е, али само 70 кила. Добро, нема многу. Стомак немам затоа. Ако пуштам малку стомак, можда 75 кила ќе би добро, али цел ми е да достигнам 80-90 кила, ама онака не на стомак на сало или било што, туку на мускули да направиме, али тешко дека ќе ги направиме мускулите. Одиме на следно, а тоа е висок сум 178, а сакам да сум 180. Добро, висок сум 178, као мислам дека е добра висина за мои години, мада и нема да одам повеќе на така, за жал. Али 180 ако би можеле да се стигнат некако полека. Или со патиките бре. Патики од 2 сантими ќе облечам високи, 180. Мислам дека е добра висина 180. Не се противам на таа висина, таа ми е онака да речеме добра. Мада ако можеме да стигнеме 180 некако, тоа е добро. А ако не, никому ништо. Тоа е тоа. Така сакал Господ, така требало да биде. Мислам секако Господ не создал такви какви што сме, ни не треба да се жалиме, као што рековме, и одиме на следно и последно. Секогаш ги одржувам дадените ветувања. Да. Искрено, кој да кажам нешто, мора да го исполнам макар по секоја цена. Тоа мора да се исполни. Пример, ти кажувам, ќе ти речам, утре ќе гледаш видео, ќе го снимам, и тоа мора да го исполнам освен ако не се појави некоја итна потреба што морам да го одложам тоа. Значи, некој здравствен проблем или нешто што е неодложлива работа, мислам да ми се појави во последен момент, тогаш ќе мора да го одложам тоа, али секогаш гледам да ги одржам дадените ветувања по секоја цена, да. Мора да се одржи ветувањето, пример,
Не може така сум рекол, ајде тоа ќе тогаш пример одиме на прошетка, пример ќе се сретнеме вамо и тамо или пак нешто ќе направиме заедно, ќе сработиме и после него исполнам тоа. Мислам баш е глупо, така? Значи мора секојаш да се одржа. Да, дените ветување луѓе, заборав да зборам. Браво. Не си слуши устата од многу зборања, али ќе гледате и влогови. Да, нема бит само ова, така да тоа е тоа за дените ветувања. Мора да се одржат секојаш, го кажав тоа. Сега, ако имам да изберам едно од овие 10 работи за мене кои ми се свијат најмногу, тоа е мислам дека петото, не пијам алкохол. И тоа баш ми се свија што не пијам алкохол, мислам немат потреба од алкохол, никогаш нема ни да фатам да пијам алкохол, така да, тоа ми си е супер. Алкохол не пијам. Тоа ми е најомилено. Епа, пишете вие, кој ви е најомилено ова. Најомилено нешто од 10 работи за мене, која работа, мислам најомилено, најмногу која ви се допадна од овие 10 работи за мене. Тоа е последно видео од 10 работи кои не сте ги знаеле за мене, ова нема да продолжи више толку, мислам дека не ни имат више што да кажам, завршија тие. Одиме на други видеа од сега понатака и тоа е тоа. Фала ви луѓе што го гледавте ова видео. Ако ви се допадне, немојте да забравите да качите еден лайк, хандаплата, исечен прст за тоа. Ако не ви се допадне, ставете дислайк и уште еден хандаплат. Дислайк. Е вака, не требаше да го видите хандаплат, немаше потреба. Али да си има некоја повреда, така да луѓе. Како се рекав, ако ви се допадне, ставите лайк, ако не ставите дислайк, ставете subscribe и не забравяйте да пишете во коментар која од овие работи најмногу ви се допадна. Тоа е тоа. Фала ви за гледањето, поздрав се на љубаво. Се гледаме во наредно видео. Чао!